Почитувани, во ноември годинава СДСМ го отвори прашањето за големата брзина со која владата на ВМРО-ДПМН ги задолжува граѓаните во странство. После тоа, од 22 ноември до 19 декември, за само 28 дена, премиерот Груевски и неговите економски министри најмалку 16 пати зборуваа за големината на јавниот долг кон странство. Настрана што намерно извртуваа темата, што не зборуваа за брзината на задолжување, туку зборуваа за големината на долгот, самиот факт дека во просек на секои 3 дена даваа по 2 изјави за прашањето за задолжувањето, зборува дека СДСМ со отварањето на темата за задолжувањето ја погоди владата директно во нервот. Колку и да се оправдуваат, тоа е начинот на кој владее оваа влада. Се поголемите дупки се затвараат со нови задолжувања. При тоа, не се само долговите на владата кон странство. Исто толку важни се и одамна за нив се зборува, се и долговите на владата кон домашните фирми. Тоа прашање ќе стане уште поважно во текот на 2012 година, која ќе биде многу тешка за македонската економија, но може да се преброди. За да се успее во тоа, за да се подобри ликвидноста на фирмите и тие да ја преживеат кризата, многу важно ќе биде државата навреме и во целост да ги исполнува своите обврски кон фирмите. Како што стојат работите, за да се случи тоа, во јавноста мора да се слушне гласот на фирмите. Тие да не молчат за своите побарувања од владата, без разлика дали станува збор за побарување по основ на поврат на ДДВ или за други побарувања. Во спротивно, ако фирмите молчат сега, кога им е најтешко, кога е прашање дали ќе ја преживеат следната година, тогаш ќе ја праќаат многу погрешна порака. Порака дека сакајки или не сакајки, тие се согласни со начинот на кој се третирани од владата на ВМРО-ДПМН. Враќањето на работите во државата во нормала е многу повеќе од политички надпревар и тука фирмите мораат самите да си го земат својот дел од одговорноста. Во текот на новогодишните и божикните празници има многу неработни денови, што значи има многу време да се размислува за сето ова. Благодарам. Дали имате некои прашања? Интересира како мислите дека поскапувањето на струјата и парното ќе влие врз стопанството? Во смисла на раст на нивните трошоци? Па, поскапувањето на струјата и поскапувањето на парното грејење е огромен удар за и онака нискиот стандард на граѓаните. За жал, се покажува дека почнаа да пристигнуваат сметките од неодговорното однесување на владата во изминатите години, кога наместо парите да се насочуваат за изградба на енергетски објекти, парите одеа за непродуктивни цели како што се спомениците. Тоа значи дека поминаа 6 години, ние немаме нова хидроцентрала и сето она што го зборуваше СДСМ во текот на изминатите години, сега за жал почна и да се покажува дека сметките, ова е само првата сметка, сметките допрва ќе доаѓаат.